Најжестоката вербална војна досега помеѓу штипските пратеници во парламентот се водеше вчера, кога бескомпромисниот вербален фронт го отвори пратеникот на ВМРО ДПМНЕ Трајче Димков, а темата беше изградбата на автопатиштата и наводните провизии. Малку подлоцна на говорницата се појави најекспонираниот пратеник на СДСМ Благој Бочварски, кој вчера пукаше од сите можни орудија. Господине Димков, вие сте срам за градот Штип, срам од пратеник, срам од човек кој што вчера излезе на говорница и обвини тука дека пратеници земале по 400.000 евра за некаква работа. Срам ви е за годините тоа да го правите. Срам е за тоа што сте 3-4 мандати пратеник на залезот на кариерата. Да излезете да се извините, ширите говор на омраза секој ден во ова собрание. А на крај дојдовте да зборите и за градежништвото и за патиштата, да бидете експерт за оваа работа. За се сте вие експерти. Срамота. Меѓутоа, тоа е ваш став, држете си го. Ден потоа вчерашниот говорнички судир од Димков беше прокоментиран на следниот начин. Ние подолго време сме пријатели, тука се познаваме и лично и фамилиарно, ми е жал можеби што веден ваков текст се одбиват работите и зашто можеби вака разговараме. Кога се работи за Македонија, кога се работи за одбраната на Македонија, кога се работи за националните интереси, јас ќе бидам уште поагресивен на демократски начин, за да си го заштитам и зачувам идентитетот на мојата држава. За својата вчерашна дискусија пак Бочварски изјави: Република Македонија во изминатиот период, во изминатите 11 години, беше нападната од злосторничко здружение. ВМРО ДПМНЕ покажа како се работи спротивно на интересите на граѓаните. Не е точно дека Македонија се сака со правење на криминал. Дали овој начин на дискусија води до заедничкиот интерес на двајцата пратеници е субјективна процена, но доаѓа време на избори и нормално е копијата не само да се извадат, туку и да се употребат.